И повеќе од турбулентна на политички план беше 2024 година. Се случи целосна промена на власта. Македонија доби нов председател. Гордана Силјановска-Давкова влезе во Вила Водно на местото на Стево Пендаровски. Универзитетската професорка убедливо победи и во првиот и во вториот круг. Територијалниот интегритет и независноста на Република Северна Македонија. Зад нас е година со 3 премиери, а поради договорот на СДСМ и ДУИ го добивме и првиот албанец премиер на Македонија. Пред актуелниот Христијан Мицкоски, на стартот на годината замена Димитар Ковачевски, го замени поранешниот командант на УЧК Талат Џафери. За председател на владата на Република Северна Македонија е избран магистар Талат Џафери. Тоа беше причина канцеларијата на Талат Џафери во собранието да биде претворена во место за партиска прослава на ДУИ со прекршување на закони, односно пушење цигари и пури во затворен простор. Сепак сонот на ДУИ траеше само неколку месеци до 8 мај, а потоа им дојде кошмарот, дводецениската власт ја сменија со опозиција. На парламентарните избори убедлива победа имаше ВМРО ДПМН, добија 58 пратеници, за разлика од 18 на СДСМ и ДУИ. Тоа беше причина за голема прослава кај новата владеачка партија. За разлика од нив, после историски најголемиот порас на изборите, состојбата во СДСМ беше и повеќе од траорна. Сепак тоа не беше причина вечерта по изборите Ковачевски да реши да ја напушти функцијата председател на партијата. Согласно статутот на партијата ќе биде свикан отчетен конгрес на партијата, на кој ќе се разгледаат причините за изборниот резултат и за работењето на партијата за периодот 2020 до 2024 година. Тоа реши да го направи после 2 недели, но не пред медиумите, туку преку партиско соопштение. Ковачевски соопшти дека се повлекува поради катастрофалниот резултат на председателските и парламентарните избори. Одговорноста за резултатите и поразот ја лоцираше кај сите функционери од партијата и го повика комплетното раководство на партијата да даде оставки. Потоа Мицкоски го доби мандатот за состав на владата од Силјановска-Давкова. Следуваа преговори и на 23 јуни Македонија доби нова влада предводена од ВМРО ДПМН, коалицијата Вреди и Знам. Нов премиер стана Христијан Мицкоски. Она што беше ветено во првите 100 дена, речиси се беше остварено, а ветувањата продолжуваат да се остваруваат. Ветуваме уште во првите 100 дена ќе ги подигнеме стандардите. Ветуваме дека макотрпно ќе работиме, дека ќе се грижиме, дека државата ќе се менува, дека ќе се движи напред, дека ќе ве почитуваме и дека ќе бидеме одговорни. Затоа во првите 100 дена почнуваме фуриозно, со оптимизам, но и со огромна надеж. Една недела по изборот на владата се одржаа и внатрепартиски избори во СДСМ. Нов лидер на партијата стана Венко Филипче, а иако нито на неговото лице немаше никаква насмевка, тој беше пречекан со зурли и тапани. Начинот на кој беше избран, новиот председател донесе нови поделби во СДСМ. Неговиот избор го оспорија голем дел од партиското членство и раководни лица од минатото. Филипче со аплауз беше пречекан од само 10 партиски членови. Човекот кој важи и за Заев повика дека не било време за славење, но изрази задоволство од тоа како биле одржани изборите во партијата. Нема време за славење. Следи период на реорганизација и реформа согласно моите програмски ветувања. Она што можеше уште на стартот да се забележи е големата промена во однос на надворешната политика, за разлика од претходната власт, повеќе не се прифаќаат бугарски уцени и условувања. Македонија има јасен план, патот кон неу да се темели на она што го постигнала, а не на билатерални спорови. Мојот многовековен идентитет е мој многовековен идентитет. Мојот мајчин македонски јазик е мој мајчин македонски јазик кој што има многовековни корени.
Годинава ја одбележа и заменувањето на Дуи во опозиција, а тоа донеси до нова еден вид воинствена реторика на интегративците. Фактот што ја загубија моќта и власта беше причина Ахмети во повеќе наврати да се заканува со дестабилизација на Македонија. Да користи селективна правда со реторика, повторно Македонија на македонците, е колку неправдено, толку и опасно. Во првите само 6 месеци од владењето на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН почна да се расветлуваат и голем број криминали. Бегалец од правдата стана и Артан Груби, кој до пред неколку месеци важеше за целосно недопирлив, сега е со определен притвор поради сомнежи за тежок милионски криминал, но наместо да одговара, реши да избега од Македонија. Мицко! Папа!